Тоа беше прослава погодна за еден 100-годишник. Театарот Фокс во Атланта беше домаќин на десетици музички дела и илјадници гости на концертот на прославата на 100-тиот роден ден на поранешниот гувернер на Џорџија и претседател на САД Џими Картер. Тоа е начин да се биде заедно и мислам дека тоа е тој во основа. Джейсон Картер верува дека концертот на кој настапуваат некои изведувачи кои воделе кампања за неговиот дедо во 1970-тите е обединувачки двопартиски начин да се прослави она што еден режисер на документарни филмови го нарекува председателот на рок-н-ролот. Тоа ги зближува луѓето низ географиите, низ културата, преку какви било расни линии на поделба. Вечерва овде има републиканци и демократи. Едно лице забележливо отсутно од прославата беше самиот Џими Картер. Тој остана во неговиот дом, во село на 240 километри јужно од Атланта. Се работи за село од 600 луѓе во далечна средина и целата негова друга работа на крајот на патот во Африка и во слични такви мали села. Тој чувствува како да има сродство таму и чувствува поврзаност. И јас мислам дека начинот на кој тој го опишува овој момент е чувство за дом. Џил Стаки е семејна пријателка на Картер, која служи како началник на Националниот историски парк Џими Картер, која вклучува неговата зачувана фарма од детството во ерата на депресија, старото средно училиште Пленс каде што учел, и железничкото складилиште што го претворил во негов изборен штаб по неговата успешна кандидатура за Белата куќа од 1976 година. Стаки вели дека Пленс го слави својот познат сосед секој ден, но овој историски роден ден се одбележува со служење на другите. Но единствената причина поради која се родил во болница е затоа што неговата мајка работела тој ден. Во негова чест натурализираме нови 100 граѓани. 100-тиот роден ден на Картер е првиот поминат роден ден без неговата сопруга Розалин, која почина во ноември минатата година. 77,5 години брак да си без твојата сродна душа, тоа е многу тешко. Роденденската прослава која започна во театарот Фокс во септември и завршува во Плајнс на 1 октомври, го собра големото пошироко семејство на Картер, вклучувајќи го и неговиот правнук Чарли Картер. Веројатно никош нема да бидете на поголема роденденска забава, нели? Не, можеби на неговиот 101 роден ден. Картер го држи рекордот за најдолга постпредседателска кариера, откако ја напушти Белата куќа во 1981 година. Тој и неговата сопруга го основаа глобалниот непрофитен центар Картер со седиште во Атланта, кој се бори против запоставените тропски болести, промовира мирно решавање конфликти и ги следи изборите ширум светот. Причини поради кои беше награден со Нобелова награда за мир во 2002 година.